na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkážam od drevo, od smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synom svoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko môj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko môj koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Eto, to je suštinata, kako da bide voljata njegova vo moj život, vo tvoj život. Kako da mu se predadeš vo vladenje, kako da mu dozvoliš da te oblikuva, da te vodi, da te nauči da gi ljubiš site, da te nauči da im prostiš na site. Da li si im prostil na site? Prostite i kje bi bide prosteno. Zašto sve što ke odvrzete na zemljata, kje bide odvrzano i na nebesata. Znači, ako nisi mu prostil, nesi odvrzan i vrzan si. Sve što ke vrzete na zemljata, kje bide vrzano i na nebesata. Nesi prostil, si osudil, vrzan si. Sudot je njegov, znajete. I sila ta je njegova, ta što je imaš ti. I slava ta je njegova, koga se stemni, to i sedna na trpezata. Slava ta je njegova. Zašto togaž vi je slavite bilo što na zemljata? Što imaš ti što ne si primil, štom se fališ, imame to i stih. Što imaš ti što ne si primil? Ti se si primil. I ti imaš svega svoje volja. I možeš da bideš svoje glav. Hristo kefalen da bideš svoj glavata Isus ili автокефален. Автокефална crkva. Si tera po svojeto. Na kraju otke dojde na platata, koga se stemni. Imаме тој стих, Исус вели, јас работам додека е уште ден. Оти настапува ноќ кога не ќе може никој да работи. Кога се стемни. Ние гледаме дека полека се стемнува, еве дојде тој ковид што го прават. Со демони на страв, со 19 демони на ковид. Ги исплашија и луѓето и црквите се вакцинираат. Они веќе не може да работат. Луѓето гледаат дека немаат сила, дека се плашат од смртта. Дека заедницата му припаѓа на некоја друга сила, таа е автокефална. Наместо Христокефална, главата на црквата е Исус, кога се стемни. Тоа е добра тема да размислиш. Ние го имавме тоа во визија, ќе видите вие скоро. Наскоро ќе видите кому му припаѓаат црквите во кои одите, кому му припаѓаат. Тоа е важен момент. Дали вистински му припаѓаш на Исус, кога се стемни. Значи Матеј 26:20, тој седна на трпезата. Тој, он, Исус Христос, во кого во дух пребива, семокниот Бог. Слава ти, Господе Исусе Христе. И кога јадеа, пазете, им рече, вистина ви велам. Исус го има тој стих, јас имам храна што вие не ја знаете. Но ќе дојдеме до неа. И кога јаде им рече, вистина ви велам, мојата храна е да ја извршувам волјата на оној што ме пратил. Тогаш ти јадеш Господова вечера. А волјата е да љубиш, да простуваш, да не осудуваш.
i da ja davaš dušata svoja za brakjata. Eden od vas ke me predade. Isus znaje što se slučilo. Знаете, потешко е на луѓето кога знаеш дека ќе се случи некое зло и ти сега мислиш дека ќе избегаш. Еден од вас ќе ме предаде, тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува: да не сум јас, Господи? Добро е секој од нас да се праша: да не си ти? Затоа што кога не го љубиш братот свој, ближниот свој како себе си, а велиш дека си христијанин, ти го раснуваш повторно Исус, зашто тие ќе речат: гледајте, овој христијанин, гледајте, се сликал дека се вакцинира. Од што се вакцинираш ти кога Исус е мојот доктор, исцелител, лекар, спасител? Те сакам, Господи Исусе Христе. Каде е Исус тогаш? Каде е Исус? Да не сум јас, а тој им одговори: оној што макна со мене во чинијата, тој ќе ме предаде, тој што јадеше леп со мене. И најчесто така се случува. Секој има по некоја таква прика, си му помагал, си му овој на крај порасна, он сега јас сум наред, бегај, јас ке владеам, јас знам, бегај ти сега ќе видиш кој сум јас. Знам кој си ти. Ти си кал земна, во која дувна дух животен, ти си прав и пепел земја. И во земја се враќаш, без силата на мојот татко, без Исусовиот дух кој е вдавнат во духа, во душата, да станеш жива душа, во духот, во телото, во душата, и му дувна во душата дух животен. Битие. Синот пак човечки си оди, и тој се нарекува, пишано е син човечки, за да ни покаже што сме ние. Ние сме синови човечки, паднати на земјата. И имаме малку време да ја познаеме милост, да си го познаеш времето, да не бидеш фатен од лошо време. И потоа да прашаш: зошто ми се случува ова? Зошто ти се случува? Тешко му на оној човек. Значи, син човечки го нарекуваат Исус, за да ни покаже како се станува син Божи, како па кога ќе пиеш горката чаша, не горко вино, тоа што доаѓа кон тебе. Тешко му на оној човек, преку кого синот човечки ќе биде предаден. Се однесува на Јуда и на секој од вас. Ти зборуваш дека си во Исус, а не си. Не икеш да се предадеш, ти си своеглав. Наместо да бидеш Христо Кефал, глава на црквата е Исус, глава на жената е твојата душа, е мажот, односно Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, затоа што вика гологлави покриени. Па гологлав, ти со својата глава мислиш дека си. Ако главата ти е Исус, треба да ја покриеш твојата глава. Или да ти одсечат како на Јован Крстител, која е слика, бидејќи главата и на Јован е Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зборува за препуштање и водство. Синот пак човечки ќе оди како што е напишано за него. Си оди. Но тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да се не беше родил. Размислете што правите. Верите дека сте во Исус, осудувате, не простувате. И си терате по свое. Вие сте тогаш коза. Бегајте од тука, не ве познавам, како им рече на козите. Значи, овци и кози. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, тој им рече: дојдете на козите, бегајте од мене, проклети, во вечен оган, подготвен за ѓаволот и неговите ангели. Па ти покажува кој си ти, кога си своеглав. Ти си ѓаволот и неговите ангели. Кога си своеглав, кога си коза, кога велиш дека си во Исус, а не те води Исус, постапуваш по свое. Еве го Јуда. Видете, зборот е духовен. Вчера го зборувавме на средбата тоа. Ти немаш комплетна контрола над зборот. Значи, зборот е духовен. Зборовите што ги кажав се дух и живот од Исус. Другите зборови што ги извртувате вие се камења. Во зборовите има живот и смрт. Се смрт, бидејќи ти си го вртиш по твоја има наплата. Исус што вели? Да не сум јас, Рави, односно Јуда. По зборовите ќе бидете судени. За секој лош збор ќе одговарате. Затоа вели, зборот е мал оган, но голема гора запалува. Кој може да го скроти зборот? Тоа е целата суштина. Затоа е таа молитва: стави ми стражар на устата моја,
Da ne sum jaz ravi. Jaz da ne sum. A te mojka ti si. Pa ti zboriš sam si kaže. Kje ti izleze nešto i koga jade, a Isus zjede lep. Evo go, se sobravme, ka jedna sestra dojde ovdje na prethodna zajednica, protestantski. Roden pravoslaven, stanal protestant, pa izligala protestantska, pa bara druga protestantska, na kraju završuva. Kako koza. Si tera po svoje. Znajte, gospodova večer, ja sam rekao, ne pravim gospodova večera. I ti se razbega. Znači, ako ne jadeš lijepi vino, nisi hristijanin, pa to je suštinata. Ja si imam hrana što vi ne ja znajete, veli Isus. Moja ta hrana je da je ispolnuvam voljata na one što me prati. Eto, to je gospodova večera. Zemete jadete, znači zjede lep go, blagoslovi go prekrši Isus. I otkako im go dade na učenici te, reče, zemete jadete, ovo je moje to telo. Čovjek ne se hrani samo od lep. Tu kod sekoj zbor što izlego od ustada na Boga. To je zborova za duhovna hrana. Koji ne raboti ne treba da jade, pa ne jadeš ti od duhovna hrana. Možeš da jadeš fizičke, i ti je nema da ti dava, tako ne rabotiš. Čovjek od stanova zolo. Zborova za duhovno. I сега oni pravat imitativen čin, kako što pravoslavните ripat po krsto dvorekad, oni imitativno jadat lepi vino i misle deka je to pričast. Im go dade na učenici te lebo, te reče, zemete, jadete, ovo je moje to telo. To im pokažu deka dobri od pastir. Ja dava dušata svoja za brakjata, deka odi za zagubenata ovca dodeka ne ja najde. To se sliki, a koji ne gozeme svoj od krst i ne vrvi po mene, znači treba da odiš svoj krst po ulica, ako taka gi svake te ovjera vodi. No to je suštinata. I koga ja zjede čašata za blagodari im dade i reče, pijte od neja site. Čaša so vino, zašto ovo je moja ta krv na novi od zavet, crveno vino, koja se proleva za mnozina, za prostuvanje na grevovite. Možete od vinota eventualno da se opijete. Pipo, ne pije samo voda, pipo malko i vino ovo Timoteji. Znači, lebot pokažuva kako se razdade, to ja sum lebot na životot. Ja sum život lep. Živ lep zborova. Za živ lep. Da dojde vo tvoje to srce. Da mu gi dadeš ključevite. On da bude sopstvenik na tebe. Da ne budeš koza za koja se podgotvova. Koza znači veliš deka si vo Isus, a ti si, evo ovde, isti od stih. Znači, to stih ne je pišan za slučajno. Begaj od mene prokleti, ki im kaže na onim što se od levata strana, po svoje što si te rad. Begajte vo večen ogan, odiš vo ogan da se pročistuvaš. Sa gjavolo ti za negovite angeli. To se ti je. I nije gledame deka сега nema vreme, se pološi stanuvat lujeto. Nema vreme za pročistuvanje, vleguvat vo luje, dobivat možnost, vreme za milost da se pokaja. I vam vi velam zašto od sega, znači, novi od zavet se proleva krvta njegova. Da li možeš da se krstiš so krvta njegova? So krštenije to so koje ja sam krsten, da se otkažeš od sebe si, od sin čovečki. I da mu dozvoliš Isus da se naseli istinski u tvoje to srce, da ga prašuvaš kako da snimam, što da zborujem. Ti zboruje niz mene, neka se koji zbor gi dopre sita on je. Koji su otvoreni srca, isceluvanje, doprete se kada što je boli Isuse. Dojdi vo moje to srce i pomogni mi im, prostuvam na site, nikogo ne osuduvam, se pokajuvam za sekoj grev. Ja prihvaćam tvoja ta volja vo moj život, se pokajuvam za grevovite na mojte predsi. I otkako ispeja blagodarstvena pesna se iskačija na Maslinovata gorete, zašto nije pejeme? Već ima preko 50 na pesni slezeni od horot na angelite. Znajete, za slavat njegova. Ako si ti od duhot koga on će sleze, koga duhot će sleze, to znači Isus koga će dojde vo tebe, mene ke me proslavi. Samo Isus ke go slaviš. Nema da slaviš datumi, denovi, praznici, bilo koga osnovači na crkvi, svetci, bogorodično hristijanstvo. I koga duhot će dojde ke vika, tatko moj, nebesen. Ti ke znaš da imaš dobar tatko, kako beš onaj lukavi od sluga. Evo to je stih koji kažu denominacijski koliko je problem. Znači, se uplaši, vika, ti si žestok čovjek. A neka Bog je nekoj loš, to gori što bi ubio, a ne, to je ljubav. I ne ti dozvoluva toj stav. Ta doktrina koja je vmetnata vojna zajednica i denominacija. Za večna smrt, večno prokletstvo. Večno je koga si nadvar od nego. To je večnost. Sve dodeka ne kažeš blagoslovene onoj.
кој доаѓа во името Исусово. И сега, нема да пијам од овој лозов плод, се до оној ден. Нема да пијам од овој лозов плод. Може да се каже и да јадам од левот. Се до оној ден. Се до оној ден. Пазете го тој ден кога ќе пијам нов со вас. Ново вино во нови мевови. А вие пиете старо вино во стари мевови. Се до оној ден во Царството Божјо. За тоа зборува. И сега ти имитативно го имитират како дечиња кои си пеат песнички елко, елко, порасни уште 2-3 педи за да може Исус Христос да дојде во твоето срце. Без да размислуваат за суштината на зборовите да разберат. Дека да се покајат значи да умреш на крстот ти стариот, ти да бидеш распнат. Тоа е целата суштина. Испеа благодарствена песна. Тоа е суштината. Тоа е. И потоа да јадеш лепи вино, значи Исус да те храни храна, што вие не ја знаете да ја исполнуваш волјата на оној што те прати. Тоа е храната. Јас имам храна што вие не ја знаете. Видете, суштина е дека јас сум само сад. Исус зборува низ мене, духот на мојот татко. Еве, допрете се до срцето и прашете, Исусе, дали е тоа вистина? Отвори ми го срцето, помогни ми, покажи ми. Сакам да бидам син Божји, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Зошто тогаш се плашите? Одите да примате вакцини. Козите, тоа се козите. Своја глава. Една друга сестра отишла примала. Зошто отиде? Па не знам, така ми дојде. Па чекај, нели зборуваме овде? Исусе, што да направам? Не да реагирај од себе си. Со денови чекам да донесам некоја одлука во која ме води во некој спор, например. На работа. Например, ти си на работа во некоја организација каде што суетата е на максимум. Злобата е на максимум. Љубомора, себељубие, па дури и партиски реваншизам. И било што да направам, например. И што луѓе кои треба да учат луѓе, например, оделе по улици, фрлале боја, палеле канцеларии. А сега те осудуваат, не сакаат да простат и да гласаат, например, за некој. Да гледаш која е тоа сатанска збирштина. Тоа се лажни евреи кои не се евреи. Се однесува на било која организација. Тоа се козите. Тогаш Исус им рече, сите вие ќе се соблазните поради мене. Сите вие. Зборува за христијани, козите. Пазите, сите вие ќе се соблазните поради мене уште оваа ноќ, зашто е напишано. И тука е пишано се, само ти треба да го разбираш тоа дух и вистина. Затоа е потребен просветлен учител. Не можеш сам, ја чита Библијата, пишува молитви, а не доаѓа на средби. Па ти немаш храна духовна. Како? Па затоа што таа слегува кога се собираме. Таа е за вас и за мене и за секого од нас. Јас не сум учител. Он е учителот. Јас не сум исцелител. Он е исцелителот. Јас не сум ништо без него. Без мене, без Исус. Не можете да направите ништо, но со него можам да направам се. Ако тој сака, да бидам сад за свечена употреба, да бидам и учител. Никого на земјата не викајте татко, зашто тогаш имате, вие зборувате за некакви отци. Оче, каков оче? Јас зборувам земен татко. Кој е мојот татко на земјата? Земен татко. Имам татко на небесата, отец на сите, отец на духовите. Ќе удрам по пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. Тоа е пишано. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. И навистина отиде. Тогаш Петар му одговори и рече, чекај, Господи. Дури сите да се соблазнат поради Тебе, Господе Исусе Христе. Јас никогаш нема да се соблазнам. Не се зарекувај. Видите зборовите колку се брзи. Чекај. Не се зарекувај, не се врзувај на земјата.
pa da se odvrzуваš posle. Potom se vrza i se odvrza. 3 pati se odreče. A veliš nikogaš ne. Trgna po vodata pa reče pomaš, malo verniku. To nema da se sluči mu veli na Isus Petar. Petar mu veli begaj od mene Satan. On ti pokažuva. Teka to što go misliš ti je satansko. To je toj večan ogan. Ti si vo toj ogan ki izgoriš. Ti goriš svega. Suštinski pregoruva tvoje to telo. Imaš rok na trajanje. Kad ti se rasipe telo, ti je muvlo sa sirenjetom. Ili bilo što. Ti je jedno muvlosano sirenje. Da što im mirisa. Ti vnatri ima nekoj bakteriji. Pa se pravi kult kon teloti, kon hranata. Pa potom ovi je ripat vo krstot, a ovi je jadat lepi vino i misle da kako zna što pravat. A Isus im veli, moja ta hrana, da je izvršuvaš voljata. Negova volja, ne tvoja, voljata je negova. Evo doaѓа me. Дури и сите да се соблазнат, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече, вистина ти велам, ова ноќ, уште пред да пропее петел, 3 пати ќе се одречеш од мене. 3 пати ќе се одречеш. 3 пати ќе се одречеш од мене. Петар му кажа, ако треба дури и да умрам, со тебе. Каде сум јас, тамо е мојот слуга, нема да се откажам од тебе. Зошто тој нема сила? Па затоа што духот се уште не е слезе. И потоа го има на крајот на едно од Евангелијата. Почекајте додека се облечете со сила од озгора. И навистина, тие се разбега, не го има таму каде што беше. Ќе го најдам, тука беше негде. Тогаш сите ученици го оставија и се разбега. Матеј 26:56. Ученици. Затоа им вели, почекајте додека се облечете со сила од озгора. Без духот ти немаш сила. Затоа си истиот, ти немаш дух. Без духот заедницата е мртва, црквата е мртва, државата се е мртво. И ова е мртво, бидејќи тоа е превод само на духовниот текст. За да оживее преводот потребно е срце, кое чука само за Исуса Христа. Тоа е сад, испразнет сад од сите други знаења. А ти си се наполнил со знаења, те учеле телесни луѓе. Си прочитал книги, затоа вика не читајте многу книги. И не пишувај многу книги. Не пишувам јас, Исус пишува. Јас тоа го знам. Луѓето се фалат, јас моја книга, вако мои песни. Треба и да умрам, нема да се откажам од тебе. Истото го рекои другите ученици. Потоа отиде Исус со нив на едно место. Но сите се разбега. По една страничка понатаму. Наречено Гециманија и им рече на учениците, поседете тука, додека отидам онаму да се помалам. Ете го тој стих. И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Завеедееви синови, се натажи и почна да тагува. По известен период, кога ќе вистински ќе му предадете се имото, душата, телото, работата на Исус, вам ви е тешко, значи се натажи, дека луѓето немаат вера, немаат љубов, не ги интересира Исус. Повторно ќе го споменам тоа. Падна еден фудбалер, умре на првенство европско. Цел народ плачеше, се молеше. Беше мртов клинички, потоа го воскресна, го врати. Јас сега не знам тој што ќе продолжи да прави. Тие плачат за еден фудбалер, а не име гаеле за Исус Христос, дека ја плати за нашите гревови, или за некој таму. Бев гладен и не ме нахранивте. Бев во затвор и не ме посетивте. Знаете, тоа е порака. Тоа е порака. Ми се јави една сестра, тихо кај овој стих те молам, и кој ќе ми кажа така првата реакција од природниот човек, секој се уште го има некаде. Се, ако не знаеш каде, зошто бараш да го цитираш? Седни и моли го Исус. И реков, помоли го Исус да ти го отвори, бидејќи јас не ги дојувам по бројки статистика, него во духот, во срцето тоа стиховите и не знам каде се. И пушти фудбал имаше. И потоа ги гледам тие како скандира со агресија и ги гледам кој демонска состојба. Фудбалот врска нема. Трчате по некоја топка и плачете и се тепате едни со други. И веднаш ми текна, Исус се помогне ми провртев и го дадов стихот. Излезе стихот. Излезе стихот. Ми текна дека слугата треба да служи. Кој сака да биде прв, нека биде последен. Претходно една друга сестра од нашата заедница ми да, која е овој стих? Јас го имам ставено, ма не знам каде.
vojdem post. Isto ti go napišem, deka da se pomoli vo duhot i dodeka posle shvativ deka trebaše da go pobaram. I se pomoliv i izlegova 3 stiha, izleze jedan prekrasan tekst. Za krv ta vaša na glavi te vaši. Koga reagiram impulsivno od sebe, da li treba da napravim nešto ili ovakvo ili tako, doagjat ljudja i se moli me. No ne se spremni da dojdат во заедницата сотрудници. Što znači da budeš sotrudnik? Pa sotrudnik znači da работиш за Исус. Овој род се истерува да работиш за Исус, да сакаш да работиш. Тоа е процес на предавање, на заљубување. Овој род, го имаме тој стих, се истерува со пост и молитва. И ми го цитира сега една православна. Па добро, ама ти не го разбираш тоа. Што значи тоа? Кој род? Зошто да го истерам? Од мобилниот телефон ми се запишани, бидејќи ги заборавив дома текстовите. Зошто да го истерам? Пазете. Например, да го истераш од твоето срце. Од срцето човечко изелегува еден список. Омраза, завис, там, од Евангелија и во Марко го има тоа. Што е тоа пост? Пазете. Например, да му речеш не на светот и да за Исус. Не на светот. Не, нема да живеам така. Сега ме тераат да лажам во одредени институции, да прикажувам дека е нешто завршено и не е, и работата застана. Прикажи дека вака, прикажи така. Видете? Светот е татко на лагата. Е сатаната. Што е тоа пост? Да му речеш не на светот и да за Исуса во тебе, дека не си зависен од храна, туку само од Исуса. И овие се текстови кои слегуваат. Некојаш жива вода станува, некојаш не можам дракава да издржи силата. И тоа е се појаснување, да покаже кој е учителот. Не си зависен од храна, туку само од Исуса, да излезеш од телесното и да заживееш во духовното. Еве, тој Исус вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да извршувам волјата на оној што ме прати. Таткото небесен, за таква храна зборуваме. Да ја извршуваш волјата. Тоа е храна. Тоа е Господова вечера. О, Исусе, Исусе, слава ти, Исусе. Храна што не се расипува. Храна што не се расипува. Не сум зависен од храна, му благодарам на Исус што сум здрав и жив и имам сила и постам еднаш неделно. И тогаш слегуваат текстовите. Тогаш слегуваат овие текстови. Постот е да излезеш од светот. Слава ти, Господи Исусе Христ, да влезеш во Исус. Да излезеш од себе си, да влезеш во Исус. Да го истераш телесниот. Тој род да го истераш од тебе, тоа што ти сакаш. Тоа е пост и молитва, да избркаш од себе. Ако ти не можеш, веќе не си застанал на крстот, ти не си го направил тоа, а сигурно не си го направил ако си коза и постапуваш во свое. Да се одврзеш од светот, да застанеш пред Исус, да се одврзеш, се што ќе одврзете на земја, да истераш, изгониш стариот ти, да се избркаш, марш од тука стариот тихо и да се облечеш во Исусовата љубов. Римјаните 13, да се облечеш во Исус. 14, значи го имаме тоа свадбата, влегува без свадбена облека. Посте да се исклучиш, да се воздржиш од светот и да се прилепиш и повикаш кон Исуса. И го имаме, молитва е да влезеш во својата скришна соба. И не, молитва е разговор со Бог. Не е разговор, не си рамноправен. Ја разговараме, слушај, ти кажам, Господ. Не е така. Молитва е да влезеш во својата скришна соба, во дух и вистина, да му се покориш, поклониш на Исус, на Отецот, да побараш прошка, да признаеш дека немаш сам сила. Не е тоа разговор. Тоа е барање. Тоа е воспоставување на заборавен однос, да застанеш, да паднеш ничком пред него, татко и дете, кој е погрешило, да му го предадеш твоето срце, своето срце, Исусе. Да му ја дадеш сета власт врз тебе. Нему, на Исуса, на Отецот. И тогаш Он ќе ти ја предаде неговата власт. Тогаш примаш власт. Претходно немаш да газиш на змии, на скорпии, лафи змеи да убиваш и ништо нема да ти се случи, ништо нема да те напакости и лафи змеи ќе убиваш со живо слово Исусово. Со живо слово Исусово, со мечот на духот.
Тоа е суштината, да му ја дадеш власта. Некогаш има отчитување, не си му ја дал власта заради Словото и заради Божјата волја. Да му ја владеш сета власт врз тебе, нему. Он ќе те предаде неговата власт да гониш змии и скорпи и ништо нема да ти напакости. И лав и змеј ќе убиваш со живото Слово Исусово, со мечот на Духот, и ќе бидеш син Божји кого го води Духот Божји, и демони ќе изгонуваш, и ќе исцелуваш болни, и мртви ќе воскреснуваш. Се е можно за оној кој верува во што во Исус. Тоа значи дека кога нешто не оди, ти веруваш во него, не се откажуваш. Верата твоја те спаси. Те сакам, Господи Исусе Христе, пости молитва. Не употребувај многу зборови како незнабожците кои мислат дека ќе бидат услишани. Молитви, вакви, такви. Нашиот Отец, поезија, драми, романи. Нашиот Отец знае се, уште пред да се помолиме, што има во нашето срце, што има во твоето срце, например. И кој род пребива вам внатре. Од срцето човечко излегуваат завис, без гнев, омраз, осудување, омра и така натаму, љубомора. Што има во нашето срце? Тој е тој род. Кој род пребива таму? Дали Исус пребива или твојот род? Оној кој се, или ти, оној кој се истерува со пост и молитва, тој пребива во твоето срце без Исус кога си коза ти. Кој род пребива таму? Оној кој се истерува со пост и молитва, стариот, паднат, телесен ти, себељубив, своеглав, кој мора да умре, да умреш на крстот, да биде истеран за да се родиш во Исус, да се ослободи место, да се родиш од озгора, во дух и вистина. Во дух и вистина. Исус е вистината. Таа. Он ослободува од тој што се истерува со пост и молитва, ако го изгониш од твоето срце. Да се исчисти твоето срце, зашто е пишано: блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Отецот и Исуса. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко мој, те молам за исцелување на сите оние. Допрете се каде што ве боли. Господи Исусе Христе, не можам самиот. Прости ми за секој грев. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Дојди, насели се во моето срце. Дај ми сила да простам на сите. Да им простам на сите. Никого да не осудам. Да се покајам за секој грев. Да ја прифатам Твојата волја. Да разберам што е Твојата волја во мојот живот. Да останам во љубовта, да растам во љубовта, да ме усовршуваш во љубовта. Ти да зборуваш низ мене и да ги вршам делата. Ја сакам Твојата храна, да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Сакам да бидам син Божји, сотрудник Божји, пријател Божји, сонаследник Божји. Пријател Божји кој извршува волјата. Поповерува Аврам на Бога и изврши се што му кажа. Тоа е целата суштина. Другото се козите, Сатанат и неговите демони кои се паднати. И кој е собственик на твоето срце? Мир вам, кој е собственик на твоето срце? Ти. Тогаш ти си козата и ти си одиш таму во вечниот оган додека не се прочистиш. Исус е собственик. Вистински му ги даваш клучевите. Он владее, он те учи, го прашуваш за се што правиш, како да одговориш, како да реагираш, посебно на ситуации кои те вадат од контекстот на љубовта. Мојот татко е семокниот Бог, он е љубов, он вечно не се лути, милоста негова е вечна. Он е многу милостив и долго трпелив. Он преку Исус е добриот пастир и оди за загубената овца. Додека не ја најде, он го дава душата своја, ја дава за браќата. Прави и ти така. Исус напред. Ние по него, јас по него, за секогаш Исус. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Небесен, се враќам пак кај тебе. Да простувам, ме научи сите да ги љубам како ти.
milost Božja me ovládá.